представува денес особена чест и задоволство да бидам дел на денешниот настан, на кој што ја истакнуваме клучната улога на жената во руралниот развој. Наша цел е преку овој проект да придонесеме за заеднување на жените во земјоделството и на поголема вклученост и лидерство во овој сектор во нашата економија. Во таа насока ги креираме сите наши мерки и политики во овој период. Родовата еднаквост е развојна цел на Обединетите нации и еден од приоритетите на владата на Република Македонија вклучително. Наша заедничка заложба е да ја успоставиме родовата еднаквост во секој сегмент на нашето живење. Проектот мерење на нивото на заеднување на жените во земјоделството со примена на експериментален економски модел нуди темелни анализи за моменталната состојба во Македонија, како и препораки за идните активности за подобрување на оваа состојба, како што кажа и почитуваниот декан, еден од заклучоците за кој што се договоривме, формирање на нова подсекторска работна група во рамки на Министерството, која што и формално ќе ги третира овие битни прашања. Родовата нееднаквост е за жал се уште изразена во земјоделскиот сектор и во руралните средини. Ова состојба ќе мора во следниот период постепено да се промени. Земјоделството, како што беше потенцирано, учествува со околу 10% од националниот бруто домашен производ, но во него работи или е ангажиран вкупно 17% од работната сила во земјата. Од нив пак само 1/3 се жени. Или пак од вкупно 40 регистрирани земјоделски задруги во Република Македонија, 20% се раководени од жени, и инаку утрово ги сублимиравме и резултатите од проектот кој што ги имаме преку ИПА програмата во делот на формирањето на нови задруги, каде што се очекуваат над 32 нови задруги кои што ќе добијат поддршка. Забележително е учеството исто така на жените во овој дел, како факт кој што произлегува и од овие активности и проекти на сите на заедно. Како ресорно министерство активно работиме со мерки да го поттикнеме и поддржаме учеството на руралната жена во земјоделскиот сектор и наша задача и обврска е да создадеме услови за зголемување на учество на жените во агросекторот и да им помогнеме да ги реализираат, односно да го реализираат својот потенцијал и да придонесат кон вкупниот развој. При конкурирањето за одредени мерки на Европската ИПА програма, но и на мерките кои што се дел од националните програми за рурален развој, жените фармери имаат предност, односно добиваат повеќе поени при самото рангирање. Со зголемување на бројот на жени кои што ги користат европските фондови, директно го помагаме нивното учество во македонскиот агросектор и правиме значаен чекор напред во постигнувањето на родовата еднаквост во земјоделството. Ова е важен дел од процесот на евроинтеграциите и приближувањето на Македонија и кон НАТО и кон Европската унија. Во меѓувреме слободно може да најдеме дека работиме на измена на националната програма за земјоделство и рурален развој, петогодишната 2018-2022, конкретно со изменување и дополнување на специфичната мерка намената за жените кои живеат во руралните средини и кои се дел на земјоделското стопанство. Нашиот план е преку сосема нова мерка која што ќе биде предвидена во програмата за рурален развој 2019 година, а по носењето на веќе готовите измени на Законот за земјоделство и рурален развој, поведување на нова мерка за неповратни грантови во висина до 180.000 денари по корисник за вршење на дополнителна дејност во рамки на земјоделското стопанство. Тоа подразбира дека жените ќе можат да започнат со преработувачка или занаетчиска дејност во руралните средини, користејќи ги ресурсите од сопственото производство и преку додавање дополнителна вредност на производите кои што ги произведуваат и овозможување на поголеми приходи во секој случај. Мерката се уште е во фаза на изработка заради измените на Законот за земјоделство и рурален развој кои што ќе следат и во следниот период ќе биде предвидена и во програмата за рурален развој 2019 година, а е како резултат и потикната од соработката која што имаме, особено со и факултетот, но и со Министерството за труд и социјална политика. Пред некој време, знаете, ја промовиравме и или ги промовиравме измените во делот на мерката Млад земјоделец, каде што од 2019 година ќе има сосема нови критериуми, поделена во два дела, а
висината на поддршката ќе биде до 20.000 евра. Измените во Законот за земјоделство и рурален развој и соодветните правилници ќе подразбираат исто така дополнително стимулирање и мотив за младите жени за вклучување, односно користење дополнително преку дополнително будување и во мерката која што ќе следи во следниот период, значи што поддршка ќе биде до 20.000 евра. Ние како Министерство се обврзуваме да ги вклучиме родовите аспекти во сите идни политики, програми, проекти на Министерството во рамките на земјоделството и руралниот развој и да продолжиме да ја нагласуваме насекаде родовата еднаквост во целите и задачите на нашите политики. Затоа денеска испраќаме јасна порака за потребата од економско јакнење на руралната жена, нејзино поголемо инволвирање во користењето на земјоделските политики и можности, како и заедничката борба против дискриминацијата и традиционалните бариери кои што најмногу прават проблем во едукацијата и развојот на руралните жени. Овој процес низ кој што ќе поминеме сите заедно, а како ресорно министерство во соработка со останатите надлежни институции, како што претходно напоменав, особено министерството со кои што имаме допирни точки, во случајот Министерството за труд и социјална политика, науката, со стручната фела, со институциите кои што се од дел од секторот, ќе правиме и ќе продолжиме да правиме се што е во наша моќ да возможиме поволни услови за развој напредок на жените во руралните средини, а особено проектот за кој што денес разговараме, секако препораките се бенефит за Министерството при креирањето на секој што ќе следи во последниот период. Благодарам на вниманието.